Прилепската болница доби уште еден нов апарат во очното одделение, кој што ќе служи за оптичка кохерентна томографија. Болницата од незиното постојање досега за прв пат добива ваков вид на апарат, а за искористување на неговите бенефити, граѓаните досега мораат да патуваат во другите градови или прегледите да ги плаќаат во приватните клиники. Ние се решивме да набавиме таков апарат. Апаратот е купен со сопствени средства, помалку од 5 милиони денари, тој е доста софистициран, е меѓу најдобрите во Македонија, така да пациентите правиме се за да не патуваат во други градови. Ќе се овозможи прецизна дијагностика на заболувањата на задниот дел од окото, односно на филмот за гледање, во поглед на дијагностика за сенилни дегенерации на макулата, во поглед на дијабетес мелитус и промените на филмот за гледање и прецизна рана дијагностика на промени кај покачен очен притисок, односно кај глаукомат. На лекарите овој апарат ќе им помогне во секојдневната пракса на дијагностика и рано откривање на болестите, кои што се најчест причинител за појавување на слепило. Се работи за апарат кој што е навистина современа апаратура, алатка која што во секојдневната клиничка пракса на офталмолозите навистина е неопходна. Представува една неинвазивна, брза метода со една прецизна дијагностика на структурите на задниот сегмент на окото. Значи точката за јасен вид, како што напомена колегата, се работи за дијагностика на болести кои што се најчести причинители за кои може да доведат до слепило. Инаку во моментов општата болница Прилеп има 4 очни лекари, а во следните 3 години треба да се вратат и уште 4 лекари специјализанти. Но проблемот бил во немањето на доволно средномедицински персонал, кој што треба да се зголеми во периодот кој следува. За Сител, Дарко Штарговски.